Неемија глава 4, во мојот превод читаме стихови 4 до 17, а ако вие го имате Константинов преводот пред вас, тоа се стиховите 10 до 23. И еве што вели текстот. Но јудејците рекоа: ослабна силата на носачите, а земја од урнатините има многу. Не можеме да го градиме ѕидот. А непријателите наши пак велеа: нема да успеат и нема да видат кога наеднаш ќе влеземе меѓу нив, ќе ги убиеме и ќе ја запреме работата. Доаѓаа јудејците што живееа до нив и ни говореа на 10 пати од сите места дека ќе не нападнат. Тогаш по ниските места на градот, зад ѕидот, по сувите места, го построија народот по родови со мечевите нивни, со копијата нивни и со лаковите нивни. Па погледнав, та им реков на првенците и војводите и на другиот народ. Овие зборови ќе бидат во фокусот на денешната проповед. Следниве: не плашете се од нив, спомнете си за Господ кој е величествен и влева страхопочит и бијте се за браќата своји, за синовите своји, за ќерките своји, за жените своји и за куќите своји. Кога слушнаа нашите непријатели дека ни е познато што кројат, тогаш Бог го растури нивниот заговор и ние сите се вративме кај ѕидот, секој на својата работа. Од тој ден половина од моите слуги работеа на изградбата, а другата половина стоеше со копја, штитови, лакови и оклопи. И нивните водачи беа за целиот дом Јудин. Оние што го градеа ѕидот и носеа товари, така го правеа тоа што со едната рака ја извршуваа работата, а во другата рака држеа копие. Сите градители беа препашани со меч околу половината и така градеа, а до мене беше трубачот. И им реков на водачите и началниците и на другиот народ: работата е голема и на широко распространета, а ние сме распрснати под ѕидот и оддалечени едни од други. Затоа, од каде ќе чуете звук на труба, на кај тоа место собирајте се кон нас. Нашиот Бог ќе се бори за нас. Така ја теравме работата и половината ги држеа копјата откако зората ќе се појави, се додека звездите да излезат. Освен тоа, истовремено му бев порачал и на народот, сите да ноќеваат во Ерусалим, заедно со слугите своји, за да бидат тие кај нас ноќе на стража, а дење на работа. И ниту јас, ниту браќата мои, ниту стражарите што ме придружуваа, не ги соблекувавме облеките своји, и секој од нас имаше при рака меч и вода. И со тоа завршува глава 4. Во глава 3, кога јудејците почнаа да градат, кога веќе има некаков напредок во однос на ѕидот околу Ерусалим, дојде еден момент, и за тој размислувавме, во кој што Санавалат, еден од главните непријатели на јудејците во тоа време, го кажа ова. Глава 3, стих 34. Што прават тие проклети јудејци? Оригиналниот збор значи бездушни или слаби јудејци. Зар ќе им го дозвола тоа? Зар тие ќе принесат жртви? Зар ќе завршат некогаш? Зар ќе ги оживеат камењата од купиштата прав и притоа изгорени? Со други зборови, овој човек има неколку аспекти на неговите коментари, на неговиот подсмев, ама ги нарекува јудејците слаби, бездушни, им вика толку многу работа има, што никој пат нема да завршат. Тоа е глава 4. Тоа е глава 3. Во глава 4 стихот вика, и самите јудејци што велат? Ослабна силата на носачите, а земја од урнатините има многу, не можеме да го градиме ѕидот. Во глава 3 Санавалат вика, слаби се, никогаш нема да завршат. Во глава 4 самите јудејци викат, слаби сме, многу работа има. Никогаш нема да се заврши ова и на крај доаѓа до заклучокот, не можеме да го градиме овој ѕид. Вистина е дека беа уморни. Вистина е дека веќе неколку недели градеа и знаете, кога сме уморни, ние сме многу посклони да паднеме. И верувам, претпоставам дека го имате тоа почувствува на своја кожа. Кога не си наспан, многу е полесно да изгубиш трпение.
Јас знам дека кога јас не сум наспан, на периодов не сум наспан, пошто на Јаков му растат заби, и кога ќе влезам во кола, во сообраќај, знам дека трпението ми е не на нула, у минус сум со трпение. Кога си некој пат кога си уморен, кога имаш премногу работи и премногу одговорности, многу лесно може да се случи да се исклучиш. И сега не го оправдувам ова, ја не викам дека треба да ми биде мене трпението во минус. Ама јудејците дојдоа до ситуација каде што навистина беа уморни. Навистина веќе некој време градеа, сетете се. Значи според тоа што го читаме историски, археолошки, станува збор за ѕид кој што е долг околу километар и пол, од прилика до 2 можеби, висок минимум 8 метри и дебел минимум 2 до 3 метри. И сето тоа да се исчисти од урнатините, да се тргне на страна, да се носат нови камења кај што треба и да се ѕида. Значи не е ова ни се отворила дупка овдека или треба да искречиме. Ова е работа. Стотина луѓе, може би илјадници луѓе се вклучени во тоа. Ама доаѓа момент кога луѓето се уморуваат. И нивниот заклучок беше не можеме да го градиме ѕидот. Толку е од нас. И некогаш, како јудејците, ние ќе почнеме нешто во нашиот живот со голем ентузијазам. Знаете, на почетокот, кога се навалат, им рече, овие се слаби, бездушни, проклети, никој пат нема да завршат, Немија вика, мува не ги лазеше. Си продолжија со работа луѓето. Не пишува буквално мува не ги лазеше, ама поентата е, си продолжија со работа, имаа желба да работат. Ама доаѓа момент кога рекоа, не можам веќе. Премногу е. Некој пат кога Бог ќе почне некое дело на обнова во нашите животи, кога Бог ќе почне да обновува нешто што е срушено, тоа е процес кој што трае. Тоа е процес кој што подразбира жртва, кој што подразбира самоодрекување. Може би ќе трае недели и месеци. И ќе бидеме во искушение да речеме, не можам више јас ова. Не можам јас веќе ова да го терам. Некој пат може би не е процес на обнова, некој пат може би фазата од животот во кој што се наоѓаш е толку комплексна, е толку захтевна што ќе си речеш, јас не можам. Не можам веќе. Премногу ми доаѓа. И тоа е реален момент. Реално е да дојдеме во ситуација каде што ние сме слаби, да речеме, јас не можам. Проблемот е што не викаме, јас не можам, ама Бог може. Многу често завршуваме со, не можам веќе. Тоа е тоа. Зошто? Многу ми се собра. Тешко е ова. Кога Мојсеј ги прати извидниците во оветената земја, пред да насела таа земја, Мојсеј праќа група на луѓе пред да влезат во таа земја, да ја видат каква е земјата, да видат со што се има таму и да се вратат и да дадат извештај. И од таа група на луѓе, повеќето од нив сите викаат земјата е топ. Неверојатна. Таква земја, они мислам дека никој пат претходно нема видеа, Египет не беше ништо во споредба со неа. И повеќето од нив велат, земјата е супер, ама нема шанси ние таму да влеземе. Знаеш какав народ има таму? Големи се, джинови има таму, опремени се, наоружени се до заби, нема шанси ние да влеземе во таа земја. Двајца само од нив рекоа, да, народот е голем, да, стварно е така како што викаат овие дека е опасна ситуацијата, ама Бог ќе ни ја даде земјата. Со други зборови, ние не можеме, ама Бог може. Кога ќе имаш некоја слабост, ако имаш, а претпоставам, може би имаш некоја слабост моментално во животот, не се задоволувај само со јас не можам. Многу си ускратуваш во животот. Донеси ја таа слабост пред Бог и кажи му на Бог, Боже, јас не можам, ама верувам дека ти преку мене можеш. Имаш некој порок кој што треба да го откачиш? Боже, јас не можам, ама ти преку мене можеш. Имаш некој на кој што треба да му простиш? Боже, јас не можам да ја простам на таа личност, ама ти можеш да ми дадеш сила да ја простам на таа личност. И да не редам сега други случаи и други ситуации од секојдневието. Да не се задоволуваме со не можам. Бог може преку нас. Апостолот Павле вели дека кога чувствувал слабост во своето тело, Бог му рекол дека Божјата сила ќе се пројави преку неговата слабост. Тоа е моментот кој што треба да го сватиме. Божјата сила да се пројави преку мојата слабост. И сега, тука има еден интересен стих на кој што сакам исто да обрнеме внимание.
А тоа е, вика, доаѓа јудејците што живееа до нив, до непријателите, и ни говореа на 10 пати од сите места дека ќе не нападнат. Значи има група на јудејци кои што градат, нели, добар дел од јудејците градат зид околу Ерусалим, ама некои од нив живеат помеѓу Санавалат, Товија, оние што се непријателски настроени кон народот. И овие луѓе дознаа важна информација. Дознаа дека непријателите кројат планови и тоа буквално од сите страни сакаат да го нападнат градот Ерусалим. Проблемот е со нивната реакција. Тие дознаа важна информација и ова кога Неемија вели на 10 пати ни велеа дека ќе не нападнат, значи дека овие само за тоа збореа. На некој начин со паника зборува, леле ќе не нападнат, што ќе направиме. Леле од таму ќе не нападнат, леле од таму ќе не нападнат, тешка е ситуацијата, како ќе преживееме. Бог не им ја даде таа информација на јудејците за да паничат, туку да се подготват. Овие луѓе дознаа важна информација и реагираа на погрешен начин. Реагираа со страф, реагираа со паника, дека ако не нападнат, кој знае што ќе биде од нас. И во Новиот Завет апостолот Павле, тука го имам запишано во 2 Коринќаните глава 2 стих 11, апостолот Павле пишува за сатаната и вели дека неговите намери ни се познати. Со други зборови, Павле вели многу добро ние како христијани знаеме или треба да знаеме кои се намерите на сатаната, која е неговата цел, кои се неговите планови во однос на нас. Господ Исус вели дека сатаната доаѓа да убие, уништи и украде. Сатаната сака да го уништи твоето семејство. Сатаната сака да го украде, да го убие твојот потенцијал, така што ќе те натера, ќе те поттикне да џаболебариш, да го поминеш животот пред социјални мрежи или пред екран. Сатаната сака да ја убие твојата желба и твојот поттик да имаш заедништво со верните. Сатаната сака да ја умртви радоста која што Бог ти ја дава тебе, мирот кој што Бог ти го дава тебе. И да не редам повторно многу други аспекти во кои што сатаната сака да ни наштети. Зошто Бог ни ги открива тие вистини? За да се плашиме? Не. Туку за да знаеме дека имаме непријател и да знаеме кои се неговите намери. Како на јудејците што им откри што планираат Санавалат, Товија и другите, така Бог преку Светото писмо нам ни открива кој е планот на сатаната за твојот живот. Не за да речеш, леле сега што ќе правам, туку да се подготвиш. И ако приметивте додека читавме 4 глава, Неемија во неколку стихови пишува како го подготвуваа народот. Вика, со една рака работеа, со една рака можеби дига вода или што ја требаше, или рушевини, работеа на зидот, а во другата рака има копје. Вика, скоро сите од нив имаа мечеви цело време до нив. Имаа стража поставено. Зошто? Бидејќи дознаа што планира непријателот, и они не рекоа, леле, тешко нас, туку не. Мој да се подготвам за кога нападот ќе дојде, да не ми изненади. Да не биде како, нели, што се шалат секоја година зимо, дека снегот ги изненадува нашите институции. Не, знам дека ќе дојде, знам дека ќе има напад и јас се подготвувам. Знам дека лично ќе бидам нападнат, ќе се подготвам, ќе го читам зборот, ќе бидам постојан во молитва, ќе бидам постојан во заедништво. И тоа не значи дека можеби дека нападот нема да ме боли, дека нема да го почувствувам, ама значи дека ќе бидам подготвен. Значи дека нема да ме изненади. И важно е да ги знаеме овие нешта повторно за да бидеме подготвени. И сега Неемија го подготви народот, им даде оружје, ги построи луѓето и стих 8, кој што го читавме, за кој што реков дека ќе биде главниот за денешната проповед, во стих 8 дава релативно краток говор. И тој краток говор, ќе го прочитам повторно и гласи вака. Не плашете се од нив. Спомнете си за Господ кој е величествен и влева страхопочит и бијте се за браќата своји, за синовите своји, за ќерките своји, за жените своји и за куќите своји. Има 3 заповеди во овој говор од една реченица. Не плашете се, спомнете си
и борете се или биете се буквално во преводот. Неемија сфаќа дека народот има страв во коски. Неемија сфаќа дека ситуацијата е тензична. Од една страна, јудејците кои што работеа викаат не можеме да работиме веќе. Готово, слаби сме, немаме веќе сила. Тоа е 4 стих. 5 стих вика непријателите рекоа ќе влеземе, ќе ги убиеме. 6 стих јудејците што живеа помеѓу непријателите викаат ќе не нападнат од сите страни. Со други зборови, кој да отвори уста, сите зборуваат за црнила. Сите зборуваат за не можеме, тешка е ситуацијата, други викаат ќе ги нападнеме, нивните луѓе викаат ќе не нападнат, црнила, тензија, напнатост. И Неемија вика, чекајте малку. Ајде да смириме топката. Прво, не плашете се. Не плашете се од нив. И стравот како тема се појавува од време на време во Библијата, ама многу често се појавува во онаа заповед не плашете се. И сега, може би на интернет, на социјални мрежи сте виделе, кружија некои клипчиња порано барем, дека во Библијата пишувало не плашете се или не плаши се, 365 пати се појавува во Библијата. Наводно за секој ден од годината. Не сум ја проверил таа информација, не знам дали е точна. Интересно би било ако е точна, ама повторно. Може би да, може би не. Ама стравот сам по себе не мора да е лош. Сега, денеска, после богослужба, одиме кај моите во Драчево на гости. И они дома се греат на дрва. Ако Јаков заради страв не сака да се допре до тој шпорет на дрва, стравот е добар. Го чува. Така? Ако имате млад човек кој што не сака да проба дрога, затоа што му е страв, како тоа ќе му влие него, како ќе влие на неговото семејство, тоа е супер страв. Значи, стравот во одредени аспекти е добар. Ама кога стравот ја потиснува верата во Бог, кога стравот од луѓето, околностите го потиснува стравот кој што треба да го имаме од Бог, тука веќе зборуваме за штетен страв. Тука зборуваме за страв кој што не ни прија, кој што едноставно треба да наоѓаме начини како да се ослободиме од него. И со таков страв се соочуваат јудејците во оваа ситуација. Бог им даде можност да градат, Бог им даде можност да почнат и Неемија рече, воден од Бог, Бог ќе ни даде да го завршиме овој ѕид и сега јудејците викаат, не можеме, ќе не убијат, тука е, до тука е работата. Тоа е тоа. И затоа Неемија вели, чекајте малце, немојте да се плашите. Немојте да дозволувате тој страв да ве контролира. Немојте да дозволувате тој страв да ве парализира. Знаете што е интересно? Во 2 глава 2 стих, кога Неемија уште не беше во Ерусалим, он вика застанува пред царот и е тажен пред царот, пред персискиот цар. И додека е тажен пред персискиот цар, му го подава виното и царот му вика, што ти е? Тажен си, или си болен, или имаш некоја мака. И во 2 глава 2 стих, Неемија за себе вели дека се уплашил, дека му било страв. А сега, во 4 глава им вика, не плашете се. И сега, дали е Неемија лицемер, кој што, кога него ќе му згусне, јас се плашам, а кога на другите ќе им згусне, не се плаши, ти треба да бидеш храбар. Некој пат, за жал, ние сме такви. За нас не си знаеме како треба да постапиме, а за другите секој пат знаеме како ни треба да постапат. Ама Неемија не е лицемер. Не е човек кој што се плаши, а на другите им вели немојте да се плашите. Неемија е човек кој што научи да не се плаши, затоа што Бог е на негова страна. Во 2 глава 2 стих он учи да не се плаши од царот, бидејќи Божјата рака беше над него, и сега на некој начин го има изодено тој пат кој што јудејците треба да го одат и затоа им вели немојте да се плашите. Зборува од лично искуство. Зборува како човек кој што знае што е страв од луѓето, ама вели најдете начин како да го пребродите тој страв. Како? Сетете се на Господа. Не знам дали во Библијата 365 пати се појавува тоа не плашете се. И да се појавува, да не се појавува, заповета е важна. Еднаш да се појави, важна е. 1000 пати да се појави, важноста е таа. Ама секогаш во Библијата
идејата не плашете се е поврзана со Бог. Е поврзана со кој е Бог, што Бог има направено, што Бог има ветено за оние што му веруваат. И затоа, кога ќе му кажеш на човекот светот не плаши се, ќе биде во ред или не плаши се, на која основа му го кажуваш тоа? Секој пат треба да биде не плаши се, врати се кај Бог, сети се на Бог, сети се на тоа кој е Господ. Тоа им го вели Неемија во овие стихови. А стравови, сите не имаме стравови. Може би не се стравови кои што ти цело време додека си буден или будна размислуваш на тие работи. Ама сите ние во одредени периоди од својот живот ќе се соочиме со нешто кое што кога ќе помислиш на него, некоја тежина ти создава оградите. Некој пат може би е односот со некоја личност. За некои луѓе извор на страв се може би финансиите. Ќе ги имам ли доволно? За некои луѓе стравот е поврзан со здравието. Ќе имам ли добро здравје? До кога ќе ме држи здравието? Или особено ако веќе почнува да ослабнува здравието, до кај ќе оди оваа работа? За некои луѓе стравот е поврзан со старењето. Кога ќе остарам, во каква состојба ќе бидам? Ќе можам да се грижам сам за себе? Ќе имам ли потреба некој друг да се грижи за мене? И така натаму. Јас лично ќе ви кажам дека може би имам некои стравови, имам сигурно некои стравови кои што се поврзани со друго, ама дел од моите стравови, и нова не го кажам како оправдување, се поврзани во однос на Јаков, например. Ќе кажам во однос на децата кои што Бог ни ги дал, пошто кај да ќе дојде уште едно по Божја милост, ама некој пат се плашам, ќе го следат ли Божјиот пат? Ќе одат ли моите деца по Господовиот пат? Ќе бидам ли добар пример за нив? Ќе бидам ли тука доволно долго за кога ќе имаат потреба од мене да им се најдам? Ќе живеат ли во држава, во нормална држава, кај што ќе имаат барем основни услови за живот и услови за да може да напредуваат, да се градат како личности? И некој пат тие прашања си викам, не знам, не ги знам одговорити, предизвикува тука нешто како некоја мачнина, некоја тежина. За некои луѓе кои што, може би за оние кои што не се во брак, стравот е, ќе најдам ли личност со која што ќе можеме заедно да го следиме Христос? Ќе најдам ли нормална личност во овој свет со кој што ќе можеме да стапиме во брак и да чекориме заедно по Божиот пат? За оние кои што може би ситуацијата на работното место не им е најсигурна, си викаат, што ако ме отпуштат? Тоа е повторно некој страв. Сите не имаме по некој страв во животот. Прашањето е како се справуваме со тоа. И според библиското учење не е доволно само да си кажеш ајбе уживај ќе биде добро, не се плаши. Немој да давате совети само не се плаши, уживај ќе биде добро. Не се плаши, зошто? Спомни си за Господа. Отсуството на страв има контекст од библиска гледна точка, а тоа е сеќавањето на тоа дека Бог е со мене. Дека Бог се грижи, се грижел, се грижи и ќе се грижи за мене. Неемија не застана пред луѓето да им рече не плашете се, гледате колку оружје имаме. На оружје не сме до заби, има да ги убиеме сите. Не, туку не плашете се заради Господа. Знаете, во овој свет секакви кризи може да се јават. Некој пат ќе се јави економска криза. Некој пат ќе се јави здравствена криза, како што беше пандемијата. Нашето она не плашете се не треба да биде поврзано со не се плашам, јас сум здрав човек. Ништо мене не ми може, никаква пандемија. Ако има економска криза, не се плашам, јас имам заштедено на страна. Не, туку не се плашам, зошто? Бидејќи Господ е со мене. Сите овие други работи може многу лесно да ни бидат одземени. Ама Господ не. И затоа изјавата, од библиска гледна точка, изјавата не плашете се, не може да одвоиме од спомнете си за Господа. Овие одат заедно. Знаете, ако само му кажете на човек не плаши се, без да му кажеш спомни си за Господа, тоа исто како да градиш зграда без основа. Ќе падне. Нема да стигнеш ни до втори, трети спрат, ќе се сруши се.
Основата е кој? Господ. Неговата добрина, неговото присуство и тоа кој е самиот тој. И ова сетете се на Господа не значи сети се ти дека Господ постои. Не, сети се кој е Господ. Сети се што Господ направил во твојот живот. Кога Неемија вели сетете се на Господа кој е величествен, од каде знаеа израелците, јудејците дека Господ е величествен? Го познаваа преку неговите дела. Преку тоа што го има направено, преку тоа како се има објавено. Кога ќе се сетиш на Господа, сети се како те чувал до сега во животот. Сети се што се има Бог направено за тебе, што се Бог има објавено во неговиот збор и тоа ќе ја зајакне нашата вера. Тоа ќе ни помогне да не се плашиме. А сеќавањето на Господа, на тоа кој е тој, што има направено, што има ветено, не секој пат ќе ни даде одговори во однос на нашите стравови. Јас се обидувам да се охрабрувам кога се плашам во однос на еднината на моите деца, да се охрабрувам со тоа дека па тие не се мои деца, тие се на Господ првично. Потоа се мои, мене ми се само доверени, но првично тие се на Господ. И јас немам одговори на сите овие прашања кои што си ги имам во однос на нивната иднина, ама си викам, Господ, они се во твои раце. Толку знам. Како ќе биде за 5 години, како ќе биде за 10 години, не знам. Знам дека тоа е во Господови раце. И ајде кога ќе имаме некој страв во животот, кога ќе се соочиме со некој таков немир за некоја опасност или потенцијална опасност, кога ќе си летаме со мислите за тоа како би била иднината и можеби се плашиме, ајде сите тие ситуации да ги гледаме од перспектива на Бог. Не од перспектива на околностите, не од перспектива на што би можело да биде, туку Бог. Кој е Бог и каков е тој? И последната заповед на Неемија тука е бијте се или борете се за браќата своји, за синовите своји, за ќерките своји, за жените и за куќите своји. Ерусалим беше во опасност. Тоа е факт. Беше под закана. Неемија јасно им вели дека нивните ќерки, нивните синови, нивните семејства, нивните жени, нивните домови, сето тоа беше под некоја опасност, под закана. И не им вели Неемија, не плашете се, сетете се на Господ и ќе биде во ред, само ќутете. Туку земете ги оружјата и борете се. Земете ги оружјата и бидете подготвени да се борите. И поентата е дека не е само ќе се речат они, ќе се сетиме на Господ и ќе седиме со скрстени раце. Туку имаше нешто практично кое што требаше да го направат. Оружјето во рака. Биди подготвен да се бориш. И во еден од стиховите кои што ги прочитавме, го спомнавме тој еднаш два пати веќе, е дел од јудејците кои што живееа помеѓу непријателите, велеа од сите страни ќе не нападнат. И верувам дека тој стих е многу добар опис на состојбата во која што христијаните се наоѓаат денес. Ова не го велам за да си прифатиме некој идентитет на жртви или кутрите ние, ама факт е дека христијаните, дека христијанските вредности денес и години наназад од сите страни се нападнати. Од сите страни се нападнати христијанските вредности. Од сите страни се нападнати христијаните, не само како лични борби, туку и општествени притисоци. Нападнат е бракот. Преку редефинирање на тоа што е брак. Нападнати се брачните завети. Преку тоа што живееме во општество кое што се вели, кое што поучува директно и индиректно, па ако не ти се допаѓаат брачните завети, па и не мора да ги почитуваш. Нападната е сексуалноста кај младите луѓе. Јас се чувствувам вака, јас се чувствувам така, јас се чувствувам како не знам што и така натаму. Нападната е идејата за светост, сексуална светост пред бракот. Луѓето да чекаат. Не им се чека веќе. Нападнато е Светото писмо. Стара книга е тоа. Тоа е таму кога луѓето јавале магариња. Светото писмо не е денеска коли имаме, авиони, денеска е друг свет. Нападната е црквата. Нападната е релевантноста на христијанската вера. Повторно се вели дека
Тоа е можеби за тогаш и таму. Денеска треба да бидеме отворени за сите вери, за сите религии. Нема еден пат, има повеќе патишта кон Бог и така натаму. Нападнато е правото на неродените бебиња да живеат. Нападната е идејата дека недела е ден за црква. Не е веќе ден за црква. Сега е веќе недела, што можам, што сакам, тоа ќе си правам во недела. И да не набројувам многу други напади, ама сваќате што е поентата, оние христијански вредности кои што ги читаме во Светото писмо, кои што ги примаме од Светото писмо, се под сериозен напад од сите страни. И во таква ситуација, оно што ние треба да го направиме е борба. Борба против секој тренд, не сега ние да излеземе надвор сега да протестираме, не да одиме ние во црква и така натаму. Борба против секој тренд, против секоја идеја, против секоја мисла што има за цел да ни наштети нам, на нашите семејства, против сето она кое што се подига против она што е запишано во Светото писмо. И сега ќе речете, како да се бориме? Како да се борам, да се заштитам себе си, како да се борам да го заштитам моето семејство од сите овие напади. Во 4 глава, Неемија презема неколку чекори да се осигура дека народот ќе биде подготвен за борба. Повторно, тука зборуваме за буквална борба, ама ја земаме како слика за духовните борби кои што ние ги имаме. И првото нешто кое што го направи Неемија со народот е вели, ние му се молевме на нашиот Бог. Во мојот превод тоа е стих 3. Тоа е првото нешто. Второто нешто е исто така во стих 3, поставија стража. Третото нешто е им дадоа оружје на луѓето. Четвртото нешто е Неемија им вели, не плашете се, сетете се на Господ. И последното е, предпоставам го забележавте тој стих кај што вели, нашиот Бог ќе се бори за нас. Свесност дека во оваа битка и јас лично, ти твоето семејство не сте сами. И сега, што овие чекори значат за нас денес? Јас верувам дека ако ги следиме овие чекори, дека Бог ќе даде благослов. Првото е, вика, ние му се молевме на нашиот Бог. Му се молеа и после некој време вика, Бог го растури нивниот план. Ама, добро е и полезно е да се молиме за оние кои што ни значат, да се молиме за себе, да се молиме за нашите семејства. Сакаме Бог да ги заштити од сите овие напади кои што ги набројав и многу други. Моли се. Моли се. Денес живееме во време во кое што она семејна молитва како пракса веќе избледува, веќе ретко постои. Да се собере цело семејство да се моли. Освен за доручек, ручек, вечера, ретко веќе тоа постои. Ама дури и кога нема прилика да се молите како семејство, да се моли со твоето семејство, моли се за твоето семејство. Моли се за твојот син ако Бог ти го дал, за твојата ќерка ако Бог ти ја дал. Моли се за твојот сопруга ако Бог ти ги дал. Моли се за твоите родители ако се уште се тука на оваа земја. Моли се за најблиските членови од семејството и барај Бог да ги заштити. Да ги заштити од сите овие напади кои што денеска се и тоа како реални. И таа молитва не треба да биде кој знае колку долга, не треба да биде кој знае колку елоквентна, ама ако сакаме Бог да не заштити нас, да ги заштити нашите семејства, нашите ближни, ајде да почнеме да се молиме за нив. Не само, Господе, благослови го моето семејство, конкретно, благослови таа личност и помогни да не потпадне по тие искушенија. Дај успех, дај напредок во тоа и тоа. Благослови таа личност и помогни во тоа и тоа и дај напредок во тоа и тоа. Да се молиме конкретно по име, не само за моето семејство. Се молам за кого? За тој конкретно. Бог да ја заштити таа личност. Потоа вели дека јудејците поставија стража и ги наоружаа луѓето. Знаете, стража се става, човек стои на стража за да види нешто да не е како што треба. И во тоа време поставија луѓе кај ѕидовите да пазат да не има некоја активност таму некаде далеку во близина на која што треба да се реагира. Знаете колку ни е потребно нас денеска стража да ставиме на тоа што го впиваме преку овие уреди?
Ајде да поставиме стража. Сакаме да Бог да не благослови, сакаме Бог да бидеме заштитени од нападите на непријателот. Нашите семејства да бидат заштитени. Многу од нападите доаѓаат преку ова. Да, доаѓаат и преку луѓе кои што ги познаваме, доаѓаат и преку некои околности и ситуации, ама денеска семејствата, поединците се нападнати преку ова. Јас го имам, не викам дека е зло, ама мора да пазиме што гледаме. Мора да пазиме какви информации примаме од него. На телефон можеш да читаш Библија и можеш да дремеш саат време на YouTube и ништо корисно да не видиш. Да поставиме стража. Вие кои што имате, можеби, помали деца, поставете стража или поголеми деца, како да се, нека пазите што гледаат. Не дозволувајте им да гледаат што сакаат. Ама плаче, па нека плаче што ќе му помине. Мора да внимаваме. Ако сакаме да бидеме заштитени од нападите на непријателот, не е тоа само за деца или за тинеџери, и за нас возрастните. Бог сака да бидеме мудри во однос на овие работи. Ова е како нож. Можеш да сечеш со него леп и можеш човек да убие со него. Само по себе ти му одредуваш вредноста каква ќе биде за тебе, позитивна или негативна. Ако не поставуваме стража, опасна игра играме, во која што ние ќе бидеме жртвите. И вика исто така Неемија дека не само што поставија стража, туку на луѓето им дадоа оружје, мечеви, ако треба, има да се борат. И сега што значи тоа за нас денес? Апостолот Павле вели во посланието до Ефесијаните дека нам ни е даден мечот на Светиот Дух, а тоа е писмото, тоа е Светото писмо. И тој меч не ни е даден за дома да речеме, јас имам Свето писмо, го гледаш таму на полицата, си го купив 1500 денари. Многу е убаво, ново е. Кога ќе кажа некој ново Свето писмо има, си викам не се фали ве човече, не е тоа за фалба, треба да е истрошено од читање, од користење. Ама овој меч не ни е даден за да фаќа прашина. Овој меч ни е даден за, познавајќи ја вистината, да се бориме против сите лаги, против сите вредности кои што ќе влезат можеби или сатаната ќе сака да влезат во нашите души, во нашите семејства, во нашата заедница, црковна заедница и така натаму. И еден од начините на кои што можеме да се бориме, пошто тука Неемија вели борете се за своите семејства. Еден од начините на кои што можеме да се бориме за своето семејство, и можеби ова не го спаќате како борба, ама е преку читањето и разбирањето на Светото писмо. Ако ти го читаш и разбираш Светото писмо, ќе можеш своето семејство да го поучуваш на принципите кои што Светото писмо ги застапува. И ти така се бориш да не влезе некоја лага или некоја изопачена вредност во твоето семејство. Еден од начините на кои што се бориме за своите семејства е така што воспоставуваме правило дека недела е ден за црква. Ти се бориш против лажната идеја дека недела може да правиш што сакаш. Не, недела е ден да одиме при Господа. Не можеш ти на сила да ги влечеш луѓето, ама ти го воспоставуваш тоа правило и го чуваш тоа правило независно што другите сакаат или што другите мислат. Еден од начините на кои што можеме да се бориме за своите семејства повторно е преку молитвата. Тогаш кога поставуваме здрави граници. На сите овие начини ние всушност покажуваме дека нема да дозволиме на непријателот да влезе, да убие, да уништи, да украде. Ќе поставиме стража, имаме оружје кое што Бог ни го дал, и во сето тоа Неемија вели Бог ќе се бори за нас. Тоа мора да го имаме на ум. Да, Неемија вели борете се, ама и Бог ќе се бори за вас. Со други зборови, вие направете го тоа што зависи од вас. Постави стража, опреми се со Светото писмо, моли се за своите ближни и останатото оставимо го на Бог во неговите раце. Ако вистински веруваме дека Бог се бори за нас, за нашите семејства, за тоа што нас ни е мило, тоа ќе ни даде мир. Ја не знам дали јудејците одеднаш добија некое просветлување и сватија, ама не беа веќе уплашени како претходно. Сега веќе беа подготвени за борба. Зошто? Бидејќи Неемија им даде правилна перспектива. Припремете се,
Ако треба да се борите, борете се, ама знаете дека Бог е на ваша страна. И знаете што е интересно во однос на Бог и битките кои што Бог ги води? Нема пораз. Кога станува збор за победите, Бог има 100% учинок на секоја битка во која што си има вклучено. И тој Бог, кој што има 100% учинок на секоја битка во која што си има вклучено, Неемија вели, тој е на ваша страна. Припремете се на овој начин и Бог ќе застане, ќе се бори за вас. И тоа треба да ни даде утеха. Тоа е ветување за нас денес. Дека Бог ќе се бори за нас. Дека Бог ќе се бори за својата црква. Дека Бог ќе се бори за твоето семејство, ако му дозволиш да го направи тоа преку овие чекори.